Почитуван колега Стојановски, почитувани колеги, почитуван колега Панчо Минов. Драго ми е што се јавивте за реплика, но исто така не ми беше драго што не ме погледнавте ниеднаш додека зборувавте. Јас седев во оној агол таму. Да. И тоа е една ретка ваша ситуација, бидејќи кога се јавувате за реплика и кога говорите нешто што го поддржувате, најчесто го гледате човекот во очи. Овој пат вие мене не ме погледнавте и се сомневам дека не верувавте во она што го кажавте. Следно, бисери. Почитуван колега, јас ќе ви кажам сега и ќе ги анализирам сите оние работи кои вие мене ми ги кажавте како одредена забелешка. Рековте дека треба нешто да биде предмет на анализа. Јас ќе ви кажам, почитуван колега, науката треба други бисери да анализира, на празно зборување од оваа говорница и држење говори во подолг временски интервал, само за да се задржува временскиот интервал и да се излегува на некои статистики овде во собранието дека е личноста еден од најголемите говорници. А кога ќе се анализира што е кажано во говорот, се извинувам, ама нема цели и нема крајни вредности изложувањето. Тоа за мене е неиздржано. И тоа треба да биде предмет на анализа. Но да се вратиме на она што го критикувавте, кога станува збор за овие од ваша гледна точка бисери кажано. Дали, почитуван колега, е бисер кога ќе се каже дека во 2020 година имаме кризна состојба која не кризно се менаџирала. Зошто? Некризно менаџирање значи дека актуелната власт во 2020 година со финансиите некризно менаџирала, не се адаптирала на состојбите и условите кои ги барала пандемијата. Убаво ви кажав дека хуманитарната активност кај населението се јавуваше заради потребата на медицинскиот персонал, од недостаток на капи, калјачи и сите тие медицински нивни потреби кои ги имаат. Тоа е добро менаџирање на здравствениот сектор. Не, почитуван колега, да не зборуваме повеќе дека на здравствените работници им се ветуваа многу работи, но на крајот и денес да ги прашаме, на крајот на 2021 година, дали е сето тоа реализирано, за жал, ќе добиеме негативен одговор, бидејќи им беше ветувано чудо, а тие не добија ни дел од тоа чудо. 90 милиони евра се позајмијали во 2020 година. Каде се парите за справување со ковид кризата? Јас пак ќе прашам, каде се парите? Беа поделени помеѓу Министерството за здравство и Министерството за труд и социјала. Во најголем дел од овие финансии требаше да се изградат модуларни болници. И какви болници се изградија? Кој ги градеше модуларните болници? И што се случи со модуларните болници? Ама ние немаме, тоест вие немате грижа на совест за сето тоа што се случуваше. Продолжниот кабел беше виновен. Системот ни е таков во државава, почитувани колеги, а заборавив да ви прашам дали случајно може би имате сертификат некаков за некаква потреба. Понатаму, ги спомнавте платите. Минималната плата која се даваше на населението во моето изложување беше кажано дека вие не држите во темница со информации. Не држите во темница со информации заради тоа што немаме точна бројка на тоа колкава е бројка на исплатени. И вие, ако ја кажете бројката, не сте за верување, заради тоа што секојдневно сте сведоци на ширење на лажни информации. Исто така во тој контекст ги спомнавте и ваучерите. Негативното кај ваучерите беше тоа што тие се препродаваа, народот е сиромашен, на народот му треба и поинакви мерки, а не избрзани и неквалитетно спроведени мерки. Аерозагадувањето. Се прашавте каде се искористени тие 300.000 евра? Само толку јас имам да кажам. Образование спомнавте. Сега, во образованието, бидејќи во голем дел од училиштата заштедија и какви активности се покажаа, знаете, затворени беа училиштата.
И сега какви активности се покажаа? Знаете, во Прилеп кога реновиравте училиште, сега оваа година во септември, кога требаше да почне учебната година, училиштето за некакво формално реновирање го затворија. И не почнаа настава со физичко присуство. Јас сум за реформи, почитуван колега. Да, сум за реформи, но издржани реформи, квалитетни реформи, реформи на кои ќе им претходат анализи, каде ќе се добие јавното мислење од оние кои најмногу се инволвирани во тоа, наставниците. Јас сум за издржани, етапни реформи, а не сум за реформи кои ќе се спроведуваат насила, каде наставниот кадар е неспремен, необучен, каде наставниот кадар е немотивиран. Знаете, покачувањето на платата од 3%, инфлацијата од 3,6% ја јаде. И во делот за плати за наставниците, таа е мала и тие не се мотивирани и тие треба да бидат платени според колективниот договор кој е потпишан. Четврто оделение ми спомнавте учебници. Почитуван колега, јас овде на буџетската расправа, бидејќи ми ја спомнавте оваа тема, па сега јас ќе ви одговорам. Во четврто оделение има недостаток на учебници, бидејќи министерката Мила Царовска комплетна дигитализација воведе во четврто оделение. На неспремни ученици, на неспремни училишта, на неспремни наставници. И ние побаравме овде дополнително да се испечатат учебници. И вие мене сега ми спомнувате, а каде бевте да гласате за предлог амандманот кој го дадовме овде? Јас не ве видов, почитуван колега, да го поддржите тој амандман. Ви благодарам се, верувам ќе се јавите на контрареплика и да продолжиме да дискутираме, ако имате нешто ново да кажете дополнително. Ви благодарам.